Добродојдовте ученици во Е-училница. На денешниот час по предметот математика во пето оделение ќе обработуваме содржина поврзана со триаголници, односно од областа на геометријата. Ќе работиме на различни триаголници и ќе ги определуваме според страни и агли. Односно содржината гласи различни триаголници според страни и агли. Што е оно што ученикот треба да умее, да го знае, да го прави, да именува и определува триаголници според агли и страни, да изведува мерење на аглика и триаголници со инструмент, односно алатка агломер, да изведува мерење на страника и триаголници со инструмент, односно алатка линија. Да се подсетиме, триаголник е 2D форма, која има 3 страни, 3 агли и 3 темиња. Еве пример на неколку триаголници. Триаголниците се определуваат според страни и според агли. Ќе започнеме со страни. Според страни триаголниците може да бидат рамностран, тоа е оној на кој сите страни му се со еднаква должина. Пример 4 см. Рамнокраг, оној на кој две страни му се со еднаква должина и тие се нарекуваат крак. Пример во случајот тоа се 6 и 6 см и третата 4 см. Разностран, сите страни, односно сите три страни се со различна должина. 4, 2 см, 4,5 см. Мора да изведеме мерење. Ќе направиме мерење така што го користиме инструментот линијар, како алатка, и имаме пример пред нас еден триаголник. Веднаш знаеме дека станува збор за рамностран триаголник, можеме да забележиме дека се со еднаква должина, но никогаш не смееме тоа да го правиме без потврдување, без мерење со линија. Страната А 5 см, првата страна, втората страна 5 см и третата страна ни кажува дека е 5 см. Овој триаголник е со страни А. Значи сите три страни го добиваат името А. Страната А 5 см. Но како да му дадеме име на триаголникот? Не на страните, туку на целиот триаголник. Како да го именуваме? Името триаголникот го добива така што на секој теме ставаме голема латинична буква. Овде буквата А, Б и С. Овој триаголник го добива името АБЦ и тоа се запишува на овој начин. Триаголникот АБЦ е рамностран триаголник, тоа сме го потврдиле со мерење со линијар, видовме дека сите негови три страни се со еднаква должина. Рамностран триаголник. Сега да видиме пример на рамнокраг триаголник. Кој е рамнокраг триаголник? Оној кој што има два крака, еднакви по должина и основи. Основата е долу, таа ни е 5 см, еве пример како со линиерот е измерено. Да му дадеме име КМЛ, тоа е името на триаголникот. Страната А изнесува 5 см, тоа ни го покажува линиерот. Страната А еднакво на 5 см. Да измериме втората страна, гледаме линиерот покажува 6 см, добиваме за име за оваа страна, тоа е Б. Значи, приметуваме разлика помеѓу именувањето на целиот триаголник и именувањето на страните. Страните добиваат мала латинична буква како име, а целиот триаголник големи латинични букви кои што се наоѓаат во темињата. Да продолжам сега со третата страна да мерам. Од 0 гледам дека тука е 6 см и забележувам дека всушност левата страна и десната страна имаат иста должина 6 см. Станува збор за краци. Еден крак, втор крак, односно тоа е рамнокраг триаголник, бидејќи има две исти имења, две исти должини. Триаголникот КМЛ е рамнокраг триаголник. И сега да изведеме мерење кај
разностран триаголник. Името на триаголникот е SOP. Страните се А, Б и С. Страната А изнесува 4 см, страната Б 2,4 см и страната С 5,7 см. Триаголникот SOP е разностран триаголник. Сме потврдиле со мерење. Разностран триаголник. Според Агли триаголникот може да биде остроаголен. Еве пример на остар агол, сите три агли се остри. Сега ова е само пример на агол, значи сите три агли треба да се вакви остри. Правоаголен, еден ваков прав агол ако има триаголникот, тој е 90 степени и другите два останати ќе му се остри. Тапоаголен триаголник ќе биде ако само еден од трите агли е тап и секако останатите два агли ќе бидат остри. Агол е простор од две заеднички полуправи со заедничка точка. Што тоа значи? Постепено ќе видиме, че ова е подсетување на тоа што е агол. Агломер. Пред нас имаме агломер кој е инструмент, алатка за мерење агли. Секогаш треба да внимаваме на оваа нула, или доколку ја нема, ја гледаме оваа цртичка која што ни ја представува нулата. Секогаш треба оваа нула да ја поставуваме во темето на аголот кој што сакаме да го мериме. Овде во ова теме сега и мериме оваа внатрешност. Ги поставуваме рацете лева и десна рака, гледаме дека аголот ни доаѓа од левата рака, палецот ни покажува, и секогаш мериме обратно од раката во која што се наоѓа аголот. Сега аголот ни е на левата рака, а ние ќе мериме од десната рака. И велам 0, 10, 20, 30, стигнувам до 55 степени. Сега ако го поставам агломерот исто во точката 0, кај ова теме, и гледам дека ни е десната рака. Во овој агол ќе мерам обратно сега, од левата страна, од левата рака, и велам од тука 0,170, не, нешто ме збунува, треба од 0 да почнам, тука 0, 10, 20, 30, 40, 55 степени ни е и овој агол. Што е тоа што е правилно и неправилно? Пример. Никогаш не смееме да го поставуваме аголот на овој начин, затоа што всушност ништо и не мериме на овој начин. Не можеме ние да мериме страна на триаголник, туку негов агол, негов простор. Негов простор. Еве, пример, како е тоа правилно, внатрешноста на, како што претходно беше кажано што е агол, значи тоа е простор помеѓу две полуправи, еве ги, со заедничко теме. Темето во случајот е А, еве едната и еве втората полуправа, во случајот овде станува збор за отсечки, бидејќи имаме триаголник. Значи, ова е неправилно поставување на агломерот, ова е правилно. Сега да пробаме да измериме, го мериме овој триаголник и неговите агли. Точката 0 на агломерот ги го поставуваме правилно, значи мериме оваа внатрешност, овој простор, овој агол. Самиот агломер ни покажува, не можам да мерам од тука кога не ми е поставен на точката 0 овде. А, Б, С се вика овој триаголник, и оно што е важно во пишувањето на аголот, еве го символот за агол, секогаш оној агол што го мериме, неговото теме, неговото име се наоѓа во средина. С, А, Б. Еве го А во средина. Да го изведеме мерењето. Сега ако ми од левата страна просторот, аголот, ќе одам од другата страна, од десната страна и велам 10, 20, 40, 50, 57 степени. Левата рака мерам од десната рака. Обратно. Сега нулата ми е поставена овде на агломерот
кај темето Б. И сега јас ќе изведувам мерење од левата страна. 10, 20, 30, 40, 50, 60 степени. Аголот ABC, зошто се вика ABC? Значи темето Б мора да е во средина. И ова ни покажува дека всушност станува збор за три остри агли. Триаголникот го добива името остроаголен триаголник. Да го измериме овој триаголник, визуелно веќе гледаме дека станува збор за правоаголен триаголник, кој што бар еден агол е 90 степени, односно прав агол, и тоа е правоаголен триаголник. Но секако тоа мора да го направиме со потврда, со мерење со агломер. Агломерот го поставаме со точката 0 и забележуваме аголот CAB, еве го А повторно во средина, е 90 степени или прав агол. Неговиот втор агол да го измериме, тоа е аголот АБ во средина ABC, 45 степени, и неговиот трет агол кај темето С, аголот А сега С во средина АЦБ е 45 степени. Значи имаме 90, 45, 45. Овие рачиња ни помагаат за правилно да го изведуваме мерењето. Ако аголот е од левата рака, мериме десно. Ако е од десната, мериме од лево. И така натаму. Правоаголен триаголник. Ни остана уште тапоаголен триаголник, но секако проверка со мерење со агломер. Левата рака, значи кај темето А, изведуваме аголот CAB, а ние во средина, изнесува 130 степени. Сега нулата на агломерот ние кај темето Б ќе мериме. Раката ни е десната рака, сега ќе мериме од левата страна, од левата рака. Не можеме од десната пак да мериме. Мораме спротивно од другата рака и правиме 0, 170, а нешто ме буни, не може така. Значи барам 0, 10, 10, 20 и 5. ABC, аголот ABC е 25 степени. И третиот агол, кај темето С, тој аголот ACB еднакво на 24 степени. Станува збор за тапоаголен триаголник. Како се црта триаголник, можете и сами да се обидите. Цртате една линија, оваа линија кај мене е 4 см, односно правилно математички права, цртаме една права, која изнесува 4 см. Шестерот го отвараме во должина на правата, 4 см. Неговата игличка ја поставуваме на почетокот од правата и тука повлекуваме линија горе, потоа од неговата друга крајна точка, повторно, овде горе забележуваме една линија, потоа со помош на линија повлекуваме одсечка и од другата страна и го добиваме триаголникот. На овој начин можете со помош на линија и шестер да нацртате триаголник. Но за тоа можеме и понатаму во подоснежните оделенија. Овој триаголник е со 4 см, односно станува збор за рамностран или остроаголен триаголник. Домашна задача. Обиди се да нацрташ триаголник со страна 8 см и да го определиш каков е по страни и по ъгли. Задача 2. Обиди се да нацрташ по еден тап, еден остар и еден правоаголен триаголник. Именувај ги со соодветните имиња, страни и запиши на должината на страните. Потоа измери ги ъглите и запиши податоци за секој триаголник. Ви благодарам на вниманието.